Ни започнува оброкот на денот и јас можам да кажам дека секогаш уживам во друштво на вештите жени кога доаѓаат во нашата кујна, првенствено заради тоа што има таква енергија, креативна пред се, а второ кога ќе ја видиме вештината во нивните раце, веројатно тоа дополнително импресионира, па да не речам и мотивира, ако сакаме нешто да направиме, да позајмиме некои рецепти, сето тоа добро да го направиме и во нашата кујна, да уживаме во тоа. Нешто слично како што уживаат вештите жени, веројатно не можеме тоа ниво да го постигнеме вие вистинско уживање вие како дома, така и на меѓусебните дружби или надпревари. Добре дојдовте, Снежана или нашата Жана Стојановска, председателка на манифестацијата Вешта жена, и во конкретниот случај ја имаме Цвета Недеска која што ни пристигнува од Прилеп, инаку таа го доби првото место на републичкиот надпревар или би значено на ниво на нашата република на Вешта жена. Прва жена вешта. Добро утро, добро ни дојдовте. Добро ве најдовме. Како сте? Добри сте? Одлични. Да, кога сме овде кај вас во друштво сме стварно одлични. Да. Ете, значи задоволството е взаемно и мене ми е мило што е тоа така. И јас би сакала во овој, да речеме, па нешто помалку од половина час да ги пренесеме импресиите од сето она кое што како активност го имаа вештите жени во изминатиот период. Активни во текот на целата година сте, тоа е факт и секогаш е за тоа. Од време на време имаме по некоја вешта жена и сите тие со истиот ентузијазам да го направат тоа што знаат и умеат, а при тоа и меѓусебната дружба која што дополнително ги расположува и им дава некој стимул понатаму. Жана, вие сте сведок за тоа, бидејќи сте дел од секој надпревар и манифестација и дружба со вештите жени, па можете тоа така да ни го пренесете. Во случајов имавме пехар кој што го доби Цвета, тоа е на републичкиот надпревар. Би почнале оттаму, но и од она кое што го прославивте оваа година, тоа е 33 годишното постоење на Вешта жена. Одлична бројка, 33 и долги години постоење, честитки. Прво, голема благодарност до телевизија Телма, што преку вашите камери имаја можност граѓаните да видат многу оброци направени од вештите жени. Воедно, вашето следење на нас ни даде една мотивација повеќе, да сепак постои некој кој што ги следи активностите без да идеме од многу телевизии, па таму, па ваму, затоа што нас лично рекламата ни е само јавното представување и меѓусебната комуникација, со тоа што таму се разменуваат рецепти, затоа што Вешта жена е аматерски надпревар. Значи не е тоа професионален надпревар. Меѓутоа, идеите... Ама вие сте професионалци. Значи, они стануваат, а вака, со ваква најава професионалци, утре никој нема да ни се пријави аматер. Знаете зошто? Ние и правиме и обуки на сите тие кои имаат желба. Секоја е вешта жена во кујната, меѓутоа, разликата меѓу вештите жени и оние сите што се во кујната, тоа е храброст да излезеш пред 300 гости, да ја покаже својата креативност на удар на сите коментари женски. Па чини, па не чини, па ја можам повеќе, па таа не знае, па ја уште подобро знам. Значи, сите што се надпреваруваат, тие се вистинските вешти жени, што стојат пред тој аудиториум, горди за тоа што го направиле, а секој што знае повеќе, нека дојде на нивното место. А кој има така да ја знам повеќе, она знае помалку? Таа знае помалку? Има такви коментари? Аман бе, кај нас во Македонија тоа го има, само што ќе зинеш ќе каже, добро, таа го кажа не како А, како Б. Значи имаме тоа, но ние како вешта жена воопшто не се занимаваме со тоа. Ние само ги следиме позитивните работи кај жените и секогаш на сите тие места кај нас нема победени. Јас разбрав меѓу вештите жени таму дали има такви коментари. Не, тоа е однос на публиката. Не. Аха, добро. Ние сме едно јако семејство. А добро, за тоа е јасно, секогаш ќе има некој што ќе каже нешто. Да, меѓутоа, значи на удар на таа публика да излезеш, треба да имаш храброст. У кујната никој не те гледа што правиш и како правиш. Додека тука е сосем друга. Ние како мултиетничко и мултикултурно здружение на жени Вешта жена постоиме 33 години. Тоа се Исусовите години. Да. Значи, тоа има некоја важност многу поголема. И одлична символика. Символиката нас не натера да годинава републичката Вешта жена која се одржи во ресторанот Балкон во Брвеница Тетовско. И двата дена меѓу жените што се споделија сите оние што ги имаја како рецепти, сето она што се виде таму, но најповеќе од се, вечерта
нивната меѓусебно споделена љубов. Нас ни недостасува сепак да покажеш нешто, а во секој случај да го споделиш и тоа со другите во однос на една релаксирана атмосфера во хотелот Јал кај што беа сместени и замислете, тоа беше Македонија во мало. Сите тие победнички од општинските, додека на 11 дојдоа поддршката од сите тие градови, 350 гости ги следеа и ги поддржуваа своите надпреварувачки. Одлично, браво. Тоа е и организација која што треба да се направи, да се спроведе при тоа, да се реализира. Имате искуство за тоа, 33 години рековме не се малку. Ки имаме што да најавиме следно, нели новитетите кои што сакаме исто меѓу другото да ги споделиме за идно време, поточно во следните денови, но јас би сакала тука да ја прашам Цвета председи и честитам за оваа награда. Не е малку да се добие една ваква признание. Вешта жена на државно ниво, ако зборуваме, од сите нели општински надпревари со победничките, конкуренција која што прилично верувам била силна, но сепак добро издвоено прво место. Па Цвета, кажи како помина на републичкиот надпревар, што е она кое што за тебе остави најголем впечаток и веројатно како сега го доживуваш тоа? Најпрв благодарност до организаторките Менчи и Милка. Мене ми е прва година учество. Сакав едно искуство, едно доживување, да видам како би изгледало нештото. Се изненадив и по душевност уметник сум. Одлично, значи тоа дополнително. Работам, да, кетеринг, мислам кетерник, имам своја фирма. Така да со страна на благо немав некое големо искуство, ама еве успеав да стигнам до првото место, да. Така, одлично. Затоа и како уметник и како некој кој што е вешт во кујната, ќе имаме можност денеска да прикажеме како изгледа една торта во форма на паун и верувам дека тоа ќе ги заинтересира особено оние кои што сакаат да декорираат и при тоа да имаат нешто такво на својата трпеза, така? Да. И ми беше идејата паун. Зошто паун? Паунот ми представува символ на жена, поточно символ на вештата жена. Тоа е едно преоба птица која е грациозна, убавина, борбеност, интелигенција. Се во едно. Значи се во едно, така да сакав нешто да биде едноставно да ја представам жената. Да биде како што рековме 33 години одишна символика за вешта жена, така и теми, паунот. например, на своите маси, затоа што тука се во прашање 8 дисциплини. Значи, гледате темата како е одбрана она што содржински на нејзи и душевно ја храни. Да, и да биде соодветно на тоа кој што нели го представуваме. Ќе продолжам уште малку со Цвета, само Жана да не ми летне мислата. Цвета прва година во Вешта жена како рековме, така и веднаш на или прва на републичкиот надпревар. Како стоат податоците во однос на вакви случаи во минатото? Ние знаеме имаме веште жени кои што со години се дел од Вешта жена. Дали се случува вака од една година или за толку кратко време да се добие? Значи кај нас, затоа реков, нема победени. Се избира само една која го представува градот на републичкото финале. Меѓутоа, пошто на лице место тие не подготвуваат, немајќи услови во сите ресторани кај што правиме, да подготвуваат на лице место, тогаш они доаѓаат со готово наместено. Жири тој е во друг град. Значи не може од сопствениот град да оценува од оправдани причини. Ќе испадне ја наместила или било како да е, значи имаме полно што се прва година. Меѓутоа, традиционално тие треба да се надпреваруваат 3 години, добиваат пехар во трајна собственост третата година, после прават 3 години пауза и учествуваат во Вешта жена Гран При. Ние годинава имавме 2 бронзени медали, тоа е на Розалија од Кавадарци и на Славица од Кичево, кои 3 години поред за Гран При се надпреваруваја, а додека во Прилеп имавме за 3 годишно што се надпреваруваја. Значи, изборот, дали е прва година, втора година или трета година, воопшто не е никаква причина да не се одбере првата година, ако на тој надпревар
буквално жирито оценило дека таа маса е најдобра. Значи се регуларно, нема никакви пречки, тој што ги има квалитетите и знаењето ќе се покаже. Значи годините се дали е прва година, втора или трета, најмал проблем. Најмал проблем, така е. Може да почнеме со преењето на тортата, односно со нели декорацијата паунот како што рековме. Истовремено ќе кажеме од што се состои и како и на кој начин се прави, иако верувам за да се долови ова многу треба. Ама да се обидуваме не е на одмет. Колку вешта жени има од прилеп во вешта жена? Бидејќи Цвета е од прилеп, колку вешта жени има на... 6 беа надпреварувачи од вешта жена и една имаше гран-при. Гран-при обично они на општинските надпревари само ги промовираат своите маси, таму не се оценуваат тие. Таа што е гран-при треба да има над 200 бода за да дојде на републички, така да и гран-при нивната од Прилеп го освои првото место. Кате, значи она веќе 3 години правеше пауза и сега е прва година за вешта жена гран-при. Да, одлично. Оно што фасцинира кај вештите жени, што јас сум го забележала како нешто заедничко, иако секоја е оригинална на свој начин, тоа што е заедничко, што секој од нас во животот се соочува со различни периоди, предизвици, од било кој дел од животот, а некако насочувањето кон вештата жена и кон праењето, креирањето, креативноста ги одвлекува, да речеме, од тие или секојдневни можеби предизвици кај што не одат мислите во погрешна насока и некако ги полни со енергија. Јас тоа што го имам забележано во мојата дружба со вешти жени, верувам вие низ годините наназад тоа можете да го кажете, да го прераскажете во голем број ситуации и различни приказни. Значи ние целта ја постигнавме, таа што се очекуваше уште 92 година кога го правев тој проект и како треба да изгледа. За секој проект мора да има почеток и крај. Меѓутоа, 92-а, поаѓајќи од причината дека кај нас идеите за без пари се купуваат. Сега си направил тоа, гледаш, утре го направил тоа другиот. Од таа причина ние го патентиравме во Македонија патент, под името вешта жена нема право никој друг, затоа што ние најубаво знаеме како треба сето тоа да изгледа. Меѓутоа, целта што е? Жената, економско јакнење во периодот кога се затвараја фирми, кога жените останаја без работа, најголемиот дел жени. Ние на овој начин, со примената на аматерскиот надпревар, пред јавноста и ги промовиране незините квалитети, за да она утре може дома сама да почне да прави на тој начин, веќе она излегала пред јавноста, а има некои кои се запатени и немаат време, тогаш тие ќе нарачаат кај нив и така. Целта е таа, главното е јакнење економско на жените, што е постигнато, веќе имаат отворени сладкарници, кетеринзи и секако си работат за себе. Нашата промоција создава уште поголема љубов меѓу луѓето од различностите. Кај нас ќе се закараат за партии, ќе се закараат за некои односи кои што се апсолутно све се наоѓа по нешто. Додека споделената љубов во вешта жена представува едно квалитетно дружење за кое што секогаш имаат желба да останат што повеќе во тоа друштво. Ако ви кажам дека сега во на Републичката 10-11 хотелот беше полн со полно поддржувачи на жените што дошле да си платат 2 дена да ги следат, за да се дружат и да се дружат и да го исполнуваат сето тоа. И мислам дека на тој начин секогаш ќе се најдеме во ситуација да можеме да помогнеме на некој, иако како здружение ние сме непрофитабилна, споделуваме разни хуманитарни настани. Тоа преку вас ги имавме тие промоции да не ги повторуваме, но останува секогаш жената да остане во семејството, без разлика со кои други обедувања има, затоа што кај нас, ако била вешта жена една, после ја вклучува ќерка, например, ја би ги поздравила Габриела Димовска од Тетово, Ирена Спировска која беа од февруари па се до овие шпартања километри и километри да ги направиме како треба. Габриела Димовска беше 2002 вешта жена на Македонија, ја вклучи ќерка и 2011 ќерка и беше вешта жена на Република Македонија. Значи никако место
него како начин на комуникација. Ако дома вие не фаќате ништо, иди купи ги сендвичите, иди донеси го тоа од таму, еве ти парите. Парите ништо не вредат ако не се на право место. Ако детето тука со вас, па кога сака, па ти не му даваш, ке се испрља или било што, тогаш нема резултат. И на тој начин вие викате како прва година, а после другите, значи тоа е тоа, продолжуваат во тоа семејство да функционираат. А она, тоа е Гран-при, 3 години пауза, сега овие што добија Славица, еве ги поздравувам и Розалија, за 3 години бронзен медал Гран-при, сега тие треба да направат 3 години пауза, и после 3 години за сребрен медал, па пак 3 години пауза, па после за златниот медал. Ние имаме, например, сребрен медал Петра Атанасова, која минатата година го доби сребрениот медал, сега она треба да прави пауза 3 години и после да се бори за златникот. Значи, Да, добро, ти ви се некои правила или критериуми кои што ги имате во... Па нас не се многу важни за да важни останат се, жените сигурно, тука. Сигурно, ама тоа добро го имате осмислено, нели? За Па све сме биде осмислиле да биде што тука, треба. да не мора да си одат. Така, и тоа е суштината е особено важно. Цвета умешно го прави ова додека ние зборувавме, па во контекст на ова што го кажа Жана, јас би прашала, Цвета, кој или од каде идејата да се биде дел од Вешта жена, да се приклучиш на Вешта жена и да ете да речеме ја споиш уметноста со успешните или вештите рецепти кои што ги правиш веројатно и во твое слободно време дома. Обично уживам. Или на работа. Уживам да спремам. Тоа ми е како хоби. Инаку ми имам уметничка душа, цртам, значи тоа ме исполнува нештото, ми дава енергија Одлично, и спокој. Тоа е карактеристично за уметниците и сосема јасно дека тоа е така, но некогаш дознаваме за различни работи, дали преку медиумите, дали од пријателките, дали од нешто што сме виделе, сме прочитале сега на социјалните мрежи се достапно, за Вешта жена веќе нема кој не знае, но како до да речеме желбата, идејата да се пристапи во Вешта жена, значи Па едно приказната. Едно доживување, сакав да видам како би изгледало нештото, да се надпреваруваш, да се такмичиш со некого или поточно да се дружиш. Во тоа семејство. Значи оваа година она добила храброст, иначе она сигурно нормално до сега си немам доаѓала. учествувано. Така да ова ми беше едно доживување, посебно едно искуство. искуство, едно неописливо нешто. Браво, одлично. Не знам дали колегите го фатија пехарот, тоа е пехарот и дипломата, кој што ги доби Цвета, а во моментов оно кој што го правиме, рековме, е тортата во форма на паун. Ова е фондан, така? Фондан Да, е... фондан. Оште во зелена боја. А од што е направена самата торта, пред да го објасниме и паунот? Тортата е една од најстарите торти. За не грешам само една малку, да, секогаш по бројки, по грамови. Реформ, таа е една од, можам да речам, кралиците на сите торти. И доста ми обожава дома. И така да одлучив да баш не за да ја направам. Да не за да ја пробате. Да, и ние да ја пробаме и секогаш кога сакаме да правиме нешто што во кое што знаеме дека уживаат најмногу членовите од семејството, а потоа и сите други, а во случајов ние ќе пробаме и уживаме. Тоа што мене ме изненади пријатно за паунот, кога би требало да претпоставувам не би погодила, нели? Да. И интересно е да кажеме дека од што е направен и дека сето тоа се јаде, ако некој сака да си проба. Да, ова хартија е оризова хартија или поточно кажано сите торти што има слики на нив. Може паунот да го видиме? Да. Ева вака изгледа. Значи, ја ова е користа хартија. обично што прават торти за слики. И тоа све се јаде? И тоа све се јади и се лепи со водка. Значи секое делче со водка се лепи. Да.
Добро, нешто што некои како ви трикови што не сме ги знаеле. Така е. Дека можеме вака да направиме, додуше дека ќе стигнеме до ваков паун оние кои што не се толку уметнички души, тешко. Не сите ќе можат. Ќе можат. Да, не е нешто Не комплицирано. е нешто посебно. Обично кога мислат дека не можат, ние имаме на пример сакам да учествувам врска, немам вика ни од готвење, ни од праење дома, правам манџи едно друго што треба. Кога ќе почне она да прави, кога ќе направиме таа основната обука, основните работи што треба. Тие толку почнуваат да стануваат креативни, од тоа што си кажал, тие веќе направиле многу повеќе. Креативноста е заразна, така ли? Така. И затоа тие после тоа веќе влегуваат во сите активности, затоа што можат да се пронајдат себе си, да научат нешто повеќе. Сконцентрирано гледаме. Гледаме да не падне кјутиме. Нема да падне. Да не ни падне, па после ќе биде... Не, како ги... Нема да падне. Така. Преубаво изгледа, одлично. Ќе ставиме се и малце поблиску да Ќе ја стави на тоа. се види тоа Само уште се малку убаво. не Има е уште малку работено. А, добро, уште малку декорирање. Добро, имаме уште малку време и уште нешто што сакаме да го кажеме. До каде стигнавме? Стигнавме до она кој што ќе го најавиме за викендов. Значи Така. тоа е етно вештажина. Тоа ви е секогаш со од хуманитарен карактер? Да. Значи, етно вешта жена постои 25 години. Идејата беше да последната недела во мај сите вешти жени за здравје поклонат, направат нешто во некој од манастирите во Македонија, во црквите, по пат на добивање на паричка. Почна од Лешочкиот манастир, пошто ние сме од Тетово, од Лешок, со тоа што минатата година беше во Јоаким Осоговски, од таму падна паричката во Пехчево. Во неделата сега, значи ќе бидеме во Пехчево, сите вешти жени од градовите со своји гости доаѓаат, значи очекуваме негде околу 1000 гости, доаѓаат и ги купуваат тие производи што се, а во Пехчево е во организација на Организацијата на жените на Пехчево, доктор Нада Симовска да ја поздравам и целиот нејзин тим, со тоа што средствата ги даваме конкретно. Затоа што со годините наназад видовме дека има толку злоупотреби, ти ќе го дадеш од една причина, таму ќе се искористи за друга причина, разочарување на тие што учествуваат, а сега тоа е конкретно за Пехчево, ќе биде за олуци во црквата кои се во распаѓање. Значи, ние после тоа, сите кои учествуваат, знаеш, Ивана, што е? Луѓето изгубија доверба да поклонуваат. Се до тогаш, додека луѓето веруваат во вештите жени дека го прават како треба, ние ќе имаме толкава голема маса на луѓе. Кога ќе изгубат довербата, тогаш вешта жена има да постои, нормално и нема да постојат ни надпреварувачки. Да. Вербата е едно од основните причини која нас не води понатака. И не можеме да си дозволиме со некои ласкања, да кажеме, најповеќе ние постоиме со спонзорите. Дел од луѓето што би Ништо. Ништо, мало. Ништо само да не се направиме. нема да се направиме. Например, ова што е сега денес оброк на денот, Слогапром, Кристал и Винчини годинаве беа доминантни сегде. Знаете, зашто се многу градови, во еден град ако направиш во друг не, тие не следеа во сите градови како спонзори за надпреварувачките. Еве, вака да помогнам. Добро. Одлично. Ајде, каде ќе биде етно вешта жена? Етно вешта жена е во Пехчево, во црквата Свети Петар и Павле, која е во центарот на Пехчево. Веќе се пријавени од градовите по колку луѓе доаѓаат, со тоа што до 11 саат од прилика треба да се стигне. Во 12 е официјалното отварање, со тоа што годинава треба да падне паричката уште во 3 града. Виница, Прилеп и Македонски Брод. Сите други градови веќе се пројдени. Браво, секоја чест, одлично, значи нема застанувачка кај вешти жени, Нема. Нема затоа што после ова кој ќе заврши, зашто они меѓу себе не се познаваат многу од градовите, пошто се и многу учеснички,
Од 19 до 27 јуни ги носиме на заеднички одмор 7-дневен на островот Евија. Баш убаво. Тоа ќе биде една споделува 7 дена, ако не се запознат, нема кога да се запознаат. И на тоа треба да се мисли, Да, така. така. Да се најде еден простор, Па време. најдобме кои се причините И што ги добро мотивира место. жените и тоа го правиме. Одлично, успешна формула сте нашла жена, секоја чест и еве затоа има толку години постоење. Толку успешни вешти жени, стимул, мотивација за сите оние кои што можеби не се сакаат да бидат дел, има простор за пријавување? Има простор за пријавување, меѓутоа многу е важно да имате квалитетни организаторки кои што го носат најголемиот товар во општините кај што. Например, ние немаме Штип, зошто? Зашто немаме организатор таму. Значи тоа е, имаме поголеми градови каде што немаме, меѓутоа се надевам дека понатака Да. Ќе можете. И јас се надевам и тоа ви го посакувам. Во кадар беше вашиот рецепт, не останувате без нешто плюс и затоа го имаме ова. Го имаме и рецептот, верувам, напишано ќе може да се сподели за да може сите тие кои што сакаат да си го запишат на брзина. Што ни донесовте? Значи ова е роловано пилешко со семп и кикирики и соленки со кикирики. Нормално совместното и кашкава. Ова се прави за 10 минути. Браво. Значи нема нешто посебно, вечерта се маринира или ги има и готови маринирани стекови, се отвараат како на фолија. Фолијата се мачка со маслиново масло. Кога ќе се стави стекот, се става кашкавалот, над кашкавалот се редат стапчињата од со кикирики, знаете зашто? За да ги има овие крупчињата, се чудите што е тоа. Дали се маслинки или што се? Баш личат на маслинки на прва. Нели на прва, да. Ги редите во два реда нормално, ставате од озгора чајната, за да даде малку подруг вкус. Премачкано тоа сосем, ролувате, го виткате во фолијата, го виткате добро во фолијата, го ставате на вода, ова се пече. Ставате вода во тавата, печете 30 минути, го оставате да се олади и после можете да сечете. Гарнирот се знае овие зеленчуците од Слогапром, нормално ова све е од таму. Да, и брокола. И морков и брокола. Одлично, ќе уживаме во тој рецепт, еве и предлог рецепт за сите оние кои што не следат, а еве паунот ни е веќе готов, поточно тортата во форма на паун и еден вистински доказ, тортата во форма на паун, вистински доказ дека всушност зошто Цвета е на прво место или вешта жена на Македонија и секоја чест и за ова умешно создавање на еден ваков паун или ваква торта на која што можеме да гледаме и да се воодушевуваме и прилично да ни биде вака жал да ја исечеме, да ја пробаме. Само да не заборавам да ги поздравам и од Србија учесничките, затоа што 12 април државме вешта жена на Србија. Чекай, некако паунот не ми е фатен како што треба. Многу не гониша и да не падне, па после ќе го фатиме. Ќе ни побегне. Еве го. Нема да лета, тука е паунот и овие два рецепти кои што ги имаме за денеска. Може да бидете горди како пауни во вешта жена, бидејќи секоја чест за сето тоа кое што го правите. Цвета, посакам уште многу успеси и долги години членство во вешта жени, уште безброј рецепти и креативност. А жена, како и секогаш ви се заблагодарувам и за времето и за жилбата, секогаш да бидете дел од утринските ни подготвувате. Секако ние ви благодариме и ве очекуваме, кој ќе не побарате. Јас сум тука се вештите жени, ви седиме на располагање како и до сега и од сега и нема проблем.